каде е скриено богатството? Си живееле еден старец и една старица. Тие имале само еден син. Таткото бил пред умирање, а синот почнал да го прашува: "Како ќе живеам, тате?" Татко му одговорил: "Живеј така што плугот ќе ти се сребри, а плотот ќе ти биде покриен со кожа од лисица." Потоа синот го запрашал: "Немаш ли некаква заштеда? Ти добро живееше, татко." "Моето богатство е во полето, таму ќе го пронајдеш, само копај." И така таткото умрел. Куќата била богата. Кога дошла пролета, отишол младичот кај ковачот, купил сребро и му рекол плугот со сребро да му го покрие. Ковачот пак го прашал: "Што ќе ти е да го посребруваш плугот?" "Татко ми таков завет ми остави, зашто така ќе живеам богато." Потоа младичот купил кожи од лисица и сите плотови ги покрил. Луѓето почнале да го прашуваат: "Зошто ги покриваш плотовите со кожа од лисица?" "Татко ми велеше дека така убаво ќе живеам." Отишол младичот во полето и почнал да копа. Ископал многу длабоки јами. Луѓето почнале да прашуваат: "Зошто си ископал јами на полето?" "Татко ми кажа дека тука е скриено благото, па го барам." Додека младичот сето тоа го правел, парите се истрошиле и бедност над куќата надвиснала. Си мисли младичот: "Како ќе живеам понатаму кога се ќе се испотроши, а од татковскиот совет ништо нема?" Пошол младичот да шета по светот за да види како живеат другите луѓе. Дошол тој кај една вдовица и побарал да преспие кај неа. Домаќинката го прашала: "Кој си ти и од каде си дојден?" "Па тргнав да видам како живеат луѓето по светот. Имавме богат дом, но татко ми умре, а пред смртта ми даде совет. Плугот да ми биде посребрен, плотовите покриени со кожа од лисица, а дека богатството е скриено во полето и оти треба таму да го барам. Јас сето тоа го направив. Плугот го посребрив, плотот со кожа од лисици го покрив. Сето поле со работниците го прекопав и ништо не најдов. Осиромашив и сега немам од што да живеам." Вдовицата го запрашала младичот: "А како си со здравието?" "Со здравието сум добар, ама ете од татковите совети никакво фајде." "Не правиш како што треба," му рекла вдовицата. "Сега јас ќе те посоветувам и ако ме послушаш, тогаш животот ќе ти се подобри. Кога ќе се вратиш дома, исечи брезови дрва и стави ги во опорите да се сушат. Ќе ти биде топло на зима. Ете тоа значат кожите од лисица. Полето орај го без престан, па така и плугот ќе ти се сребри. А кога по орањето ќе почне земјата добро да раѓа, тогаш и леп ќе имаш. Ете ти го богатството." Отишол младичот дома и почнал да живее како што го учела вдовицата. Откако почнал да ора и да ја работи земјата, заработил пари и повеќе отколку што имале кога неговиот татко бил жив.